Бевте присутни на јавната седница. Најпрви јавното обвинителство ги изнесе своите аргументи по однос на опасноста од бегство. Всушност, кај сите досегашни присутни на јавната седница повеќе доаѓаше до израз тоа што се крие од органите на прогон, а тоа е исто едно од основите за определување на мерка притвор во член 165 на Законот за кривична постапка. И понатаму обстојуваме дека тие ја попречуваат водењето на постапката, а по однос на останатиот предлог под точка 2, односно влијанието на сведоци, исто така го образложивме на јавната седница. Сметаме дека тоа влијание што го имаат во својата сфера преку функциите што ги извршуваат во партијата и она што веќе и јавно го објавуваат во медиумите, дека влијаат врз нашите сведоци по однос на нивниот исказ кој што треба да го дадат на главната расправа, кој што е прибран од наша страна во текот на претходната постапка. Впрочем, самите видовте како делот до сега сите обвинети се и покрај тоа што се води постапка и за злосторничко здржување, тие се обвинети и за злоупотреба на средства за изборна кампања, а сами видовте дури во Охрид како еден од пратениците повикуваше такви искази кои што ги бара специјалното обвинителство да не даваат. Така да од тука го црпиме и влијанието и можноста за истото, затоа што законот го бари опасност од влијание, а не бара директно влијание, тогаш би било веќе конкретно кривично дело извршено. Ова е опасност со која се заштитува понатамошниот текст на постапката и утврдување на крај на материјалната, односно вистината. Тезите на одбраната речиси за сите обвинети се исти, дека нема оценка на обвинителниот акт се уште, на тоа се повикуваат, дека пресудите се генерализирани, со копи-пейст ги носел одлуките судот. Како ги оценувате генерално, значи, тезите на одбраната во дасност? Јас и таму истакнав дека тезите на одбраната се во функција на одбраната. Тоа е нивна теза на одбрана во која што доминира и сега и на сите расправи до сега, што дека правата им се повредени во досегашниот тек на постапката, немале можност да ги видат сите списи, меѓутоа, како што кажав и таму, значи главниот стадиум на постапката започнува сега. Значи, главната расправа каде што се соочуваат сите аргументи. Пред да почне таа главна расправа, они имаат право да ги видат сите списи. Ние не можеме, ниту некој државен орган да ги скрие тие списи, они имаат право да ги видат сите. Во моментот на првото испитување, тој обвинетиот може да биде испитан и пред отварањето на истрага. Тогаш може обвинителство да располага само со еден спис од кој црпи основано сомнение. Во тој момент тие може да ги видат, тие може да извршат увид и тука веднаш во списите во кои што ги располага обвинителството во моментот кога ја отвара истрагата. Ако го испитува за време на истрагата, исто така има право во тој момент да изврши увид во списите на предметот и да даде свој исказ. Овие обвинети сите тоа го користеа за одолговлекување на постапката, па увид вршеа по 1 сат дневно, по 2 часа, по пола сат, па доаѓаат секој ден, па не доаѓаа на поканите после, од кога ние сметавме дека веќе е зрело да дадат свој исказ, а исказот тие мора да се појават во специјалното јавно обвинителство, меѓу другото и да кажат дека затоа што е тоа државен орган и подеднакво важи за сите. Значи, таквото нивно одолговлекување на постапката доведе до тоа да сега истите оние аргументи тие ги соочуваат тука кои што воопшто не им се релевантни.